После 40 дена собирање на D витамин покрај солената морска вода, еве не повторно во нашето Скопје 3-4 дена малку шетање низ Diamond Mall преку плоштадот Македонија, шеталиштето на улица Македонија, кеот на Вардар, кафеаната кај Вршец и навраќање кај корнер фудбалскиот агол Глувото куќе. Насекаде се слуша коментар за случувањата во фудбалски клуб Вардар. Лево десно свртете се, начулите го ушето, некој ќе ви мавне со рака, друг ќе ве потпраша, трес се интересира, но и тоа е добро. Фудбалски клуб Вардар е повторно тема на случувањата. Од тој аспект, мојата маленкост беше прашана зошто на сите овие нови случувања во клубот нема пресконференција, која последен пат беше одржана на 9 јануари при доаѓањето на новиот тогашен шеф на стручниот штаб, а која беше воведена како практика по моето назначување за потпорол на фудбалскиот клуб на Вардар некаде почетокот на минатото лето. Секој новитет, секоја новост, секое промовирање на структурите во фудбалскиот клуб Вардар беше организирано, осмислено и промовирано со поканување на гости од моја страна, како човек на кој му беше доверена таа задача, точно од веде раководството од комитите, истите оние луѓе, момчиња, кои го сакаат Вардар, кои изгинаа за Вардар и кои го спасија да не се распадне и кои направија мртва стража за да опстане Вардар. Еднак, мала дигресија, мал шлагворд, некаде почетокот на минатото лето стигна поканата од овие мои долгогодишни пријатели, верни навивачи на Вардар, кога беа во тесно, во сајтно, со сите документи, со тој ревизорски извештај и со сите оние пропратни работи кои му требаат тогаш на Вардар за да ја добие лиценцата и да се надпреварува во првата лига. Без многу размислување и без лажна скромност, тоа беше и чест, но и обврска за мене, прифатив од прва на поканата на веде раководството на Вардар комитите и ја прифатив таа потпаролска задача. Поминав добри времења со неколку, 2-3 спортски директори, сега не е поентата во нивните имиња, со дури 3 тренери, со голем дел од таа структура на Вардар која работеше во маркетингот, во пиар секторот, која работеше во тој навивачкиот дел, која работеше во младинската пионерска школа Кирил Симоновски Джина. И сето тоа го издржав скоро година и пол без денар радомест, било договор на дедо, хонорар или дури ни подмирување на патните трошоци. Сето тоа беше од мене, од срце за Вардар, како човек, како дете, како момче кое е безповратно влюбено во црвено-црните бои. Но, животот тече понатаму, во Вардар се случуваат последните денови многу за мене, по моје гледање субјективно, неубави работи, кога преземањето на клубот не оди по редослед на нештата, кога треба да се свика некое собрание, па да решава извршен одбор, па да има председател на собрание, па некоја верификациона комисија или не знам што, уште кој орган да го споменам, кога е во прашање било кој спортски колектив. Во Вардар се прави преку ноќ, со усмени одлуки, без минување на хартија и сето тоа е неформално. Сите оние кои се представуваат во било каква функција во името на фудбалскиот клуб Вардар апсолутно не се назначени со писмен документ, нити верификувани од било кој клубски орган, уште помалку верификувани од било кој некој друг. Во таа конотација, кога Вардар и нема председател, нема официјален подпредседател, нема председател на собрание, нема управен нити извршен одбор, мислам дека моето име и презиме, моето CV, моето сето оно што сум го градел како потпорол и во Фудбалската федерација на Македонија, кога бев поканет од тогашниот председател господинот Ламбер Нудов да ја прифатам таа одговорна функција во тие турбулентни времења пред 20 на години, не ми дозволува да останам и во овие проблематични односи, во оваа констелација кога кавгата надзира на секој ќоше и кога вртејќи на крстосницата кај Глуво куќе, слушаш преку прозор дека во Вардар не е се како што треба. Не се, тоа сум јас, тоа е Мјалче Доргутов, тоа е мојата карактерна особина, сум дал од срце се за Вардар во овие година и пол, две,
како потпарол сум дал многу повеќе во изминатите 3-4 години низ оваа голгота од втората лига до првата лига. Аз сум го посветил мојот цел живот од мојата 12-та година кога сум почнал да навивам за Вардар. Животот тече понатаму, му посакувам на Вардар се убаво, ќе бидам тука како навивач дури на таа западна трибина кај Комитите или со Стара гарда на јужна трибина. YouTube каналот Доргутов останува следбеник на натпреварите на Вардар, но потпоролот Доргутов од денес 2 двојки на 8-миот месец во 2024 година не е повеќе или неформално е надвор од потпоролската функција, од потпоролската работа во фудбалскиот клуб Вардар. Бидете ми поздравени, живи и здрави, останувам сепак потпорол на една институција каде што бележам втора деценија работејќи ова сензитивна и клучна работа која што сум ја добил со доверба на раководителите на институцијата во која работа.